Болничките одделенија каде се води најтешката битка за живот на пациентите се соочуваат со сериозен недостиг од медицински сестри. Токму во одделите за интензивна нега и реанимација каде секоја секунда живот значи, се помалку кадар останува, а притисокот расте. Од Сдруженијето на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега велат дека состојбите веќе стануваат загрижувачки. Бројката за овие сестри е доста мала, бидејќи рековте дека еден пациент, една медицинска сестра. Кај нас реално во оваа ситуација сега имаме 4 до 5 пациенти на една сестра. Значи тоа е загрижувачки и аларматно, оптеретеноста е голема, тоа се пациенти кои што се по 24 часовен мониторинг и мора да изнајдеме решенија да имаме повеќе сестри и при тоа тие треба да бидат едуцирани, образовани. И морам да напоменам дека сестрите во интензивна анестезија мора да имаат и специализација за својата стручност. И таа специализација да биде веќе припознаена од нашиот здравствен систем и од нашите институции. Ниските плати, недоволното вреднување на трудот и покрај тежината на оваа професија се причина за недостаток од овој кадар. Оние што остануваат пак работат на граница на издржливоста. Сдруженијето предупредува дека здравствените власти треба да го вклучат алармот и да привземат чекори за системско решавање на проблемите. Ова мора да биде алармно за нашите здравствени институции, бидејќи тоа се одделенија каде што навистина се движиме за најкритичните пациенти, а бројот е се помал. Медицинските сестри го напуштаат работното место од причина што се помалку се вреднувани, се помалку се платени и премногу преоптеретени. Тие наоѓаат веќе друг начин да се посветат, односно својата кариера веќе да се насочат во земјите во странство. Македонското здружение на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега денеска во Скопје го одржа третиот конгрес со панел дискусии на кој учествуваат еминентни професори од земјава, но и надвор од неа, а целта е развој на професијата и вмрежување со колеги од целиот свет.